Добро вечер и среќен празник. Македонија денес слави два големи настани од историјата. Одбележувањето на денешниот празник е тема на дневникот, со кој почнуваме веднаш по кратката најава. Македонија ги слави двата Илиндена, 112 години од Илинденското востание и 71 години од првото заседание на АСНОМ. Им се оддава почит на сите кои својата жртва ја вградија во македонската историја. Нов плоштад добија жителите на Штипско Долани. Наскоро ќе се асфалтираат улиците во ова село до црква Свети Илија, каде ќе се гради етно куќа. Компанијата Cranfield Foundry инвестира во Прогиштип. Неделава потпишане договорот со кој во оваа современа леарница на железо и алуминиум ќе се вработат околу 300 лица. Денот на Републиката денес пригодно одбележан во општините во источниот регион, со полагање цвеќе пред спомениците на македонските револуционери, со културно-забавни, спортски и црковни собири се слави Илинден. Штипското село Долани денес доби плоштад. Македонија денес го празнува најзначајниот термин од револуционерната историја, Денот на Републиката, кој е потврда за вековниот стремеж на бројни генерации македонци за слобода, мирен соживот и просперитет на овие простори. Илјадници граѓани денес се поклонуваат на делото на нашите херои во Крушево, Пелинци и во градовите. Во православните храмови денес се слави делото на светиот пророк Илија. Големиот празник на сите граѓани на Македонија, кој честитаат градоначалниците од регионот, пратениците во собранието, политичките партии и граѓански здруженија. Илинден е ден кој не задолжува, инспирира и обединува. На овој празник се поклонуваме на славното дело на нашите револуционери, на храброста, доблеста и на љубовта кон татковината. Со овој празник се слави традицијата на славните илинденски генерации, големиот број револуционери и борци, нивниот идеал, посветеност, жртва и одговорност. Прославувањето на двата Илиндена е славење на стремежот и идеалите на генерации македонци преточени во нивната борба за слободна Македонија. Стои во илинденските честитки. Денес е голем празник за големите дела и настани од нашата историја. Денес е голем празник за големите луѓе од нашата историја. Денес одбележуваме 72 години од АСНОМ и 71 година од АСНОМ и 112 години од Илинденското востание. Денес е ден кога Македонија се сеќава. Денес Македонија одбележува. Денес Македонија ги слави хероите, делата и вредностите. Илинденците од 1903-та и антифашистите, народно-ослободителните борци се нашиот паметник. Тие се темелот на нашата денешна држава и слобода. Многу им должиме на нив, на нивната лична жртва. Денешниот празник, денешните чествувања, сите одбележувања по повод Илинден, во Крушево, во Пелинце, тука во Скопје, во секое село и град во Македонија, во диаспората, секаде каде што има луѓе кои си ја сакаат оваа земја како татковина. Сите тие прослави јасно говорат дека ништо не е заборавено. И Ченто и Кузман, и Гоце Делчев и Даме Груев, и Апостолски и Брашнаров, Татарчев и Павел Шатев, Христо Узунов и Чакаларов и сите други знајни и незнајни јунаци можат да бидат мирни во своите вечни почивалишта. Нивното дело и нивната жртва вредеше. Целите се остварија. Денот на двата Илиндени, 2 август, во Делчево се одбележа со полагање цвеќе и пригодна реч пред споменикот на Гоце Делчев. Пред патронот на градот денес се поклони делегација од општина Делчево, представници на локални институции, училишта, политички партии и организации кои положија букети цвеќе пред споменикот на идеологот на македонското револуционерно движење и заштитник на Делчево, Гоце Делчев. Букети цвеќе беа положени и пред споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната војна.
Одбележувањето продолжи со богата културно-уметничка програма кај манастирскиот комплекс Свети Илија во село Звегор. Голем црковно-народен собир денес со богата културно-уметничка и спортска програма има и во Малешевското село Владимирово, каде се одржуваат и линденски средби. И линденски средби има и кај црквата Свети Илија во Виничко Градец. Денес се слави и во Кочанското село Јастребник во манастирската црква Свети Илија. Во Штип, традиционално, денес се посетува споменикот на првоборците од село Долани, кои се стрелани од окупаторот пред 71 година. Представници од општината, организации и издруженија од Штип денес се поклонија и пред спомен релјефот на Гоце Делче во Новосело и споменикот на загинатите борци во село Драгоево. Работата и активностите на општина Штип не запираат и во празничните денови. По повод денешниот голем празник Илинден, денеска беше свечено пуштен во употреба плоштадот и обновувањето на чешмата во село Долани. Ова село е познато по жртвите кои загинале во Втората светска војна. По тој повод им се оддаде почит на загинатите борци. Значи месец дена пред капитулацијата тогаш на фашистичка Бугарија, нели? Убиени се четворица врвни наши револуционери од ова село. Мислам дека нивната жртва не била случајна. Градоначалникот на општина Штип Пилчо Захариев вели дека овој плоштад е само дел од планираните активности за модернизација на ова село. Па горе кај манастирот Свети Илија, кај црквата Свети Илија ќе направиме значи еден дел кој ќе се вика етно село. Планираме да направиме етно куќа. И лично мислам дека факултетот за туризам може да ги донесува студенти своји гости овде. За сега селото значи има електрична енергија, има улично осветлување, има водовод. Еве, мал плоштад направивме, има убава црква. Останува да се направат само улиците и со заеднички сили на општината и универзитетот да направиме да има што почести посетители. Жителите секако изразија задоволство што нивното место се урбанизира. Ваа работа што е направена моментално од толку години колку сум ја 30 години тука. Убава инвестиција, кал нема газење. Ако може да ни направат нешто и поарно, како што вика градоначалникот пато, ако го направат, ќе бидеме закон. Ние се пофалуваме на градоначалникот дека ни направи многу добро. Чешмата е направена за користење и за крави да си поеме и дека се дружиме тоа се дружиме тука, се збереме на вода. Од млади до возрастни празнично се дружеа на ново отворениот плоштад. Инаку село Долани е познато и по идеалните услови за развој на сточарство, полјоделство и пчеларство. Во продолжение на дневникот се навраќаме на настаните кои одбележаа неделата зад нас. Компанијата Cranfield Foundry инвестира во Пробиштип. Неделава подпишан е договорот со кој оваа современа леарница на железо и алуминиум ќе вложи 15 милиони евра и ќе вработи околу 300 лица. Отворањето на нови работни места и понатаму продолжува. Имено руската Cranfield Foundry ќе гради леарница во Пробиштип, која е од огромно значење како за општината, така и за регионот. Денеска имаме особена чест да присуствуваме на овој свечен момент на подпишување на една нова перспектива за општина Пробиштип. Ова инвестиција е од огромно значење не само за мојата општина, туку и за целиот регион. Пред се за раздвижување и на локалната и на регионалната економија, каде што ќе се отворат нови работни места, меѓутоа не само отварање на нови работни места, каде што ќе се реши проблемот со невработеноста, туку ќе се спречи и еден тренд на миграција пред се на младите и квалитетни кадри од овој регион. Познавајќи образовната структура на општина Пробиштип, со сигурност можам да потврдам дека можност за вработување ќе имаат сите високо образовани лица од областите поврзани со профилот на работење на компанијата Cranfield Foundry, без разлика дали се со или без работно искуство. Оваа инвестиција премиерот на Република Македонија ја најави пред само еден месец, а од денес веќе станува реалност. Ова инвестиција ја најавивме пред еден месец и еве денес веќе го подпишуваме договорот за инвестирање на странската компанија. Примарното производство на компанијата ќе биде наменето за монтажната и железничката индустрија,
Со тоа Македонија уште повеќе го зајакнува својот имидж како земја со автомобилска индустрија. Нешто што порано не беше поимливо, а денес со влезот и работата на многу компании од оваа индустрија полека, но сигурно станува реалност. Компанијата Cranfield Foundry инвестира во Пробиштип каде ќе гради најсовремена високо автоматизирана еколошка леарница за производство на делови за автомобилската индустрија. Во таа насока ние како влада ќе помогнеме и за изградбата на потребната инфраструктура во индустријската зона во Пробиштип, каде ќе биде сместен и новиот производствен погон на Cranfield Foundry. Во оваа индустријска зона ќе има и повеќе други градежни парцели, така што верувам дека паралелно со изградбата на оваа леарница ќе успееме да привлечеме и други компании во градот Пробиштип. Вкупната инвестиција се проценува на 15 милиони евра, а доста важно за Македонија е отворањето на 280 нови работни места во Пробиштип и околината, истакна премиерот Груевски. Cranfield Foundry е компанија основана од руски капитал, дел од бизнис групата Cranfield во семејна собственост, чија основачи има долга традиција во металургискиот сектор во Русија. Денес околу 5 часот наутро на регионалниот пат од правец на планина Плачковица кон Радовиш, моторцикл Honda со штипски регистарски ознаки, а управувана од Иван Ф, 24 годишен од Радовиш, во еден момент изгубил контрола, излетал од патот и удрил во дрво покрај коловозот. Од здобиените повреди истиот починал на лице место. Се работи на целосно расчистување на случајот. Неделава регионот го имаше најтоплиот ден во последните неколку децении. Високите температури наметнаа посебен режим на живење. Климатизерите се најбараниот производ во салоните за бела техника, но овој период од годината голем дел од граѓаните се снабдуваат и со дрва за огрев. Деновиве се појавија недостиг на огревно дрво. Од ЈП Македонски шуми велат дека ќе ги испорачаат количините за кои имаат склучено договор. Огревното дрво ќе се продава поскапо од минатата година. Многу тешко да се дојде до него, ќе се продава дури за 15 евра поскапо за разлика од лани. Освен зголемувањето на цената, проблем представува и недостигот на огревно дрво и во приватните складишта. Но место за загриженост нема за оние кои со дрва се снабдуваат преку Сдруженијата на пензионери. Имаме околу 750 пензионери запишано, тоа е вкупна бројка негде можда отприлike негде измеѓу 4,5 и 5.000 кубика, пошто не можам да ви кажам точен број, многу од нив веќе и почна да се откажуваат, нели, заради сите овие проблеми кои што се сега присутни, нели, се соочуваме со дистрибуцијата на дрва, тоа малку подолг период, меѓутоа тоа не е само во Сдруженијето во Штип, тоа е на ниво на држава, така да тоа е малку поприличен проблем и сега ние комуницираме постојано со дистрибутерите наши, они викаат барем сега за сега дека тоа што е договорено дека ќе го исполнат. Домаќинствата за грејната сезона се во паника, дека зимава ќе останат без огрев. Вела дека дрва нема, се поскапени. Па они се скапи и така сега уште ги качуваат. Тоа е многу стварно за нашиот стандард. Таа е голема цена. Ја мислам дека се и покачени. Покачени се? Не, покачени се, знам дека се покачени, ама за нашиот стандард стварно големи се цените. Па не е уредно да се покачува дрвата. Сега се тиледарки, а у Скопје 4 викат пиле. Готово чекам преку пензионерска схема, кога ќе додат, не знам. Ја имам скоро, още 2 рати имам за плаќање и чекам, има дрвата ги нема. А сега слушам дека се качат, тежок живот ќе биде малку за дрва. Ама вела дека ќе нема доволно. И тоа што ќе нема, и ќе се качат и ќе не може секој земе. А што мислите, зашто ќе нема? Зашто се изиче сега. Палат шумите, се изгоре. Се живо изгорува. Јавното предпријатие Македонски шуми ги испорачува дрвата за огрев кон сите со кои има склучено договор од ноември минатата година. Овде пред се пензионерските здруженија, но и другите правни и физички лица кои навремено склучија договор. За нив важи цената според договорот. Буката со превоз чини 2500 денари за кубен метар, а давот 1600 денари, изјави за Канал Плюс финансискиот директор на јавното предпријатие Македонски шуми, Тони Јованов.
Македонски шуми склучи договори со лицата во социјален ризик за снабдување со дрва за предстојната грејна сезона по повластени цени. Се предпоставува дека недостигот на дрва во моментот и поради ригорозните казни против кратците и актуелната забрана за движењето во шумите. Во средата пратеници на ВМРО ДПМН од Штип има работна средба со бизнис заедницата од регионот. Тема на состанокот беа измените на законите за прекршочна, парична и општа управна постапка. Во текот на минатата недела македонските пратеници ги изгласаа измените на неколку постоечки закони, како што се Законот за прекршоци, за парнична постапка и Законот за општа управна постапка. Бидејќи Законот за прекршоци предизвика најголемо одобрување од бизнис заедницата, измените во овој закон беа тема на синокешната средба на пратениците од Штип Никола Мицевски и Трајче Димков со сопствениците на мали и средни предпријатија. Најинтересен од сите овие закони е Законот за прекршоци, кој што поведува едно нивелирање на санкциите, намалувањето на самите санкции за едно минимум од 1 до 7 пати, значи намалување, што значи ќе имаме нивелирање на санкциите по одредени критериуми. Ова е една од значи предизборните ветувања на ВМРО ДПМН. Морам да појаснам за гледачите дека Истото беше потегнато уште минатата година, веднаш по завршување на изборите, меѓутоа поради тоа што се бараше двотретинско мнозинство, законот чекаше да се создадат услови за да собранието може двотретински да ги донесе овие закони, имајќи во предвид дека опозицијата веќе не е во парламентот. Синокешната средба беше одржана со цел да се слушне мислењето на собствениците на мали и средни предпријатија. Идејата наша всушност е да го презентираме, да го кажеме, меѓутоа да ги слушнеме уште еднаш какви се очекувањето од овој закон и доколку има потреба еве да коригираме уште нешто, бидејќи на тој начин работиме. Вие знаете ние дека секојдневно се среќаваме со граѓаните и ќе се потрудиме и овој пат да ги слушнеме. Верувам дека ќе имат некои забелешки кои ќе пренесеме во централата со надеж дека ќе се подобрат овие услови за развој на стопанството во Штип и во Македонија. Со оглед на тоа дека има измени и во останатите закони, фирмите ќе работат послободно и без притисок. Знаете дека даночното ослободување, пензиското ослободување, новите вработувања, значи начинот на вработување кај што се ослободуваат одредени целни групи и други сет на можности за формирање регистрација на фирми ги го леснуваат можноста на стопанствениците за подобар нивни развој. Изедначеноста на високите казни како за големите, така и за малите фирми беше причина за стопанствениците на малите предпријатија да реагираат до владата, користејќи ги соодветните институции како Стопанската комора и Економскиот совет. Владата уште еднаш докаже дека има слух за посебно за малите и средни предпријатија, за малиот бизнис и практично ги има драстично намалено казните и до 90% има намалување на казните согласно големината на фирмата. Сега слушаме од претенциите дека фирми кои се до 9 вработени само максимум може да имат 5 до 10% висина на казната од досегашните пропишени, што да кажеме е големо олеснување за да има кондиција, да имаме повеќе запустување, поголем профит и да бидеме по-конкурентни на пазарот. Измените во Законот за прекршоци значително ќе ја промени бизнис климата во државата, додаваат од приватниот сектор. Законот има позитивно влијание поготово за фирми како што е мојата, со помалку вработени, со помал приход, бидејќи казните беа незамисливо израмнети со фирми со 300 вработени, со фирми со 10 души луѓе вработени. Една казна, да речеме, од 11.000 евра беше и за мојата фирма со 5 вработени и за фирма од 300 вработени. Притисокот стана беше голем со застрашувачки енормно високи казни, ние фактички работевме под притисок. Трите критериуми според кои ќе се нивелира санкционирањето на малите и средни предпријатија се вкупниот приход остварен во претходната фискална година, просечниот број на вработени на крајот на претходниот месец во однос на месецот во кој е сторен прекршокот и претходното поведение на сторителот. Во дневникот минути за инфраструктурните зафати во регионот, секојдневно се работи на обнова на патната мрежа на истокот, но и на реновирање на градските улици. Во Берово во тек се активности за подобрување на патната инфраструктура. Асфалтирани се неколку улици, а се подготвува терен и за асфалтирање на нови улици.
Подобрување на сообраќајната инфраструктура преку асфалтирање на улици е она што во моментот локалната самоуправа од Берово го прави во насока на општо добро на граѓаните. Во моментот работиме на подобрување на сообраќајната инфраструктура и така се градат неколку улици се асфалтираат. Тоа е улицата Страшо Пинџур, улицата Даме Груев, улица Ленинова, улицата Неретва. Работиме на улицата 11 октомври со изработка на тротоари за подобрување на безбедноста на пешаците по истата улица. Се работи локалниот пат Берово, Брадославица, Смојмирово, така да градежни активности имаме доста. Во претходниот период општината Берово ја заврши изградбата на градската капела, која по добивањето на техничкиот прием и потребната дозвола ќе биде ставена во функција за граѓаните на Берово. Она што исто така е добра вест за беровчани е тоа што општината обезбеди нови средства за реализација на втората фаза од изградбата на домот за стари лица во Берово. Ја завршивме капелата на градот и по добивањето на техничкиот прием и употребната дозвола ќе отпочне капелата да работи и сега очекуваме со вчерашното подпишување на договорот за повторна донација од хуманитарната фондација Холандија Македонија. Повторно обезбедивме 125.000 евра од страна на холанџаните и ќе се отпочне со изработка на втора фаза на старечки дом, значи ќе градиме уште еден објект со исто толков капацитет како и првиот. Инаку најголем дел од средствата кои што ги обезбеди општината за подобрување на патната инфраструктура се од буџетот на општина Берово. Средства кои што за една улица во зависност од нејзината должина изнесуваат од 6 до 7 милиони денари. Полусестрата, макејата и шурата на поранешниот терорист број 1 и лидер на меѓународната терористичка мрежа Ал-Каеда Осама Бин Ладен се загинатите во несреќата на авионот кој се урна на аеродромот во близина на Лондон. Причината за несреќата засега е се уште непозната, но се исклучува атентат како можна опција. Илјадници пожарникари продолжуваат да се борат со над 20 големи шумски пожари кои дивеат во западниот дел на Калифорнија. Жештината и сушата во државата силно ја отежнуваат задачата на пожарникарите. Според стручњаците, многу од пожарите се предизвикани од гром. Температура од 72 степени во Иран скоро да го собори рекордот на екстремни температури измерени до вчера. Властите наредиле прекин на работата бидејќи поради превисоката температура не постојат услови за одење на работа. 2 лица починале како резултат на топлината. Македонската кошаркарска репрезентација ги продолжува подготовките за Евробаскетот 2015. Во ситуација кога дојде до смена на генерациите, сега улогата на еден од најискусните ја има Предраг Самарџиски, центарот кој повторно е дел од националниот тим, откако не настапи во претходниот квалификациски циклус. Општ впечаток е дека во јавноста не владее преголем оптимизам околу нашиот национален тим, но тоа од друга страна значи дека кошаркарите без преголем притисок ќе отпатуваат за Загреб. Да бидам искрен, очекувањата на јавноста се една работа, но за нас најважно секогаш е она што ние го правиме на теренот. Задоволен сум од стартот на овие подготовки и од начинот на кој функционира репрезентацијата. Многу значено е што голем дел од нас честопати имаат играно заедно, дури 8 членови на оваа репрезентација беа дел од онаа младинска селекција. Кога велам добар резултат, за мене успех би представувал да стигнеме до четвртфиналето, па потоа да се обидиме да сториме и нешто повеќе. Свесен сум дека скоро сите велат дека би била голема работа кога би стигнале до втората фаза, но искрено верувам дека имаме квалитет и за уште еден чекор напред, изјави Предраг Самарџиски. Ова е се во празничното неделно издание на Дневникот на Канал Плюс. Со нови информации од регионот се гледаме утре.